Денеска православната црква ги празнува светиот пророк Илија Илинден, светиот Илија патриарх Ерусалимски и светиот Флавијан патриарх Антиохиски. Светиот пророк Илија Илинден, боговидец, чудотворец, ревнител за верата Божја, светиот Илија бил родум од племето Ароново од градот Тесвит, поради што бил наречен Тесвитјанец. Кога се родил Илија, неговиот татко Савах видел ангели Божји околу детето, како со оган го повиваат и пламен му даваат да јаде. Тоа било предзнак на огнениот карактер на Илија и на неговата од Бога дадена огнена сила. Сета своја младост ја поминал во богомислие и молитва, повлекувајќи се често во пустината, во тишина да размислува и да се моли. Во тоа време, царството еврејско било разделено на два нееднакви дела. Царство Јудино, опфаќајќи само две племиња, Јудиното и Венијаминовото со престолнина во Ерусалим, и царството Израилево, опфаќајќи ги останатите 10 племиња, со престолнина во Самарија. Со првото царство владееле потомците Соломонови, а со второто потомците на Јеровоам, слугата Соломонов. Најголем судир пророкот Илија имал со израилскиот цар Ахав и со неговата лоша жена Језавела, затоа што се поклонувале на идоли и го одвраќале народот да му служи на единиот и живиот Бог. При тоа Језавела, како Сиријка, уште го наговорила мажот, та му подигнал храм на сирискиот бог Ваал и одредил многу свештеници на служба на тој лажен бог. Со големи чуда Илија ја докажал силата и власта Божја. Тој го затворил небото, та немало дожд 3 години и 6 месеци. Спуштил оган од небото и му запалил жртва на својот бог. Додека жреците Ваалови тоа не можеле да го сторат. Пуштил дожд од небото со својата молитва. Чудесно го умножил брашното и со маслото во куќата на вдовицата во Серепта и го воскреснал умрениот син. Му прорекол на Ахав дека кучиња ќе му ја лижат крвта и на Језавела дека кучиња ќе ја изедат, што и се случило, и многу други чуда и случки направил и прорекол. На планината Хорив разговарал со Бога и го чул гласот Божји во вид на тивко светло ветренце. Пред смртта го зел Елисеја и го одредил за наследник во пророчкиот повик. Со својата наметка ја разделил водата во реката Јордан и најпосле се вознел на небото во огнена кочија со огнени коњи. На гората Тавор се јавил заедно со Мојсеја на нашиот Господ Исус Христос. Пред крајот на светот Илија повторно ќе се јави да ја поништи силата на Антихристот. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј.
Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Свети Илија, патриарх Ерусалимски и Свети Флавијан, патриарх Антиохиски. Големи ревнители на верата и бранители на православието. Двајцата умреле во прогонство, каде што ги изгонил еретичкиот цар Анастасиј. Точно ја предвиделе својата смрт и смртта на царот Анастасиј. Истовремено се пишувале еден на друг од оддалечени места. Царот Анастасиј денес умре, да појдеме и ние на судот Божи со него. И по 2 дена двајцата светители се упокоиле во 518 година. Достойно ест Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно